дека во Македонски Брод, кога ќе дојдете во Поречијата, кога ќе влезете во една работилница во Македонски Брод, но нема да ви откријам која е, затоа што самиот домаќин, што е и собственик на таа работилница, ќе ви се представи. Може би малку ви е чудно зашто ова најава ја започнува одека од ова столица. Драги мои, приказната за старите занаети во Македонија, овдека ја почнувам од Македонски Брод, од општина Македонски Брод, од мојот домаќин, пак ќе кажам, нема да ви откријам име и презиме, пошто сам ќе се каже, ова столица е берберска столица. Овдека во времето, пред 100-200 години, на овој берберски стол седеле домаќините, и младите, и старите, а пред се беќарите армасчани за на свадба, да ги обричат, да ги острижат и да му ја накондисаат невестата. Која што таа невеста ниту ја видел, ниту ја познал, арно кои ќе засвирале гајдите, зубрите, тапаните, кои ќе му ја облечеле невестата на коњ и кои ќе му кажале дека ти носиме мома убава невеста и кои ќе го напиеле малце дете раки, каршија била таа овај бакалницата, си ја бенисувал момата, невестата и Господ им дарувал беличјат и деца, не по едно, не по две, по 6-7. Ама арно, еве, за ова столица берберска, ќе ни раскажи многу приказни од Поречија, нашиот домаќин, пак ќе кажам, не ви го откривам името, а тој самиот ќе ви се представи. Јас сум Слободан Ѓуровски, роден во селото Сушица, Македонски Брод, и живеам и работам во Македонски Брод. Па во Македонски Брод сум дојден како на 2-3 години донесен и од тогаш сето учев, завршив и работев во Македонски Брод. Иначе имам завршено машинобравар и доста работев со тоа, дур не ме почнав да го работа за занатот од деда ми. Со дрвенарија не се занимавав. Би беше преокупацијата, браваријата, ама кога дојде овие немашти, несташици, мораше да бара некоја друга алтернатива, нешто што е најсродно ми се виде дрвенаријата, а иначе од неја немав ништо работено. Од први не знаев ни шајка да закова. Ама видов еден во Кичево келнер кој што работеше исто вакви. Па реков, кога тој келнер може да работи, а ја е сродна некаде браваријата со дрвенаријава, исти мери, исти се цртежи, исти нацрти. И почнав покроце си, набавив овие што се гледца, сам ме направив ова машина која што врта, па после тоа како што еше времето, браварските алати ги замени со машините за дрво. И бери чатвери од тогаш овај занат не остел без леп. Нема полно, ама има повеќе него што имаше пред тоа со браваријата. Што се, да речеме вака, знаеш да направиш од дрвото сега? Па, по собствена замисла нешто, што ќе ми дојде, или по порачка ако има некој, со цртеж, со... А иначе работа може да видите, имам тука нешто, некој мал нешто, експонати донесени. Па работам све што е за домаќинство, за кујна, за... Човек кој ќе појде во неговото родно село и не може да го заборави детството, не може да ги заборави садовите со кои што се хранеле, тоа е толчникот, вајданот дрвен, тоа е софрата. Ги произведош ли тие стари садови кои што луѓето ги користеа пред 50 и повеќе години? Како што идет времето се враќаат потребата од тие стари садови.
Старите садови понапред биле потреба. Немале друго нешто, освен земјаните и дрвените работи. А сега, од ова, па се враќаат на дрвото. Е здраво, е корисно за... И е како украс добро во домаќинствата. Се радува ли душата кога ќе направиш еден добар ваган дрвен, што викаме, толченик за толчење пиперки, кога ќе направиш, да речеме, една дрвена лазица, и се радува ли душата дека ја направи добра и дека кога ќе ти се врати твоето размислување за детството, на што повеќе се радуваш, на тоа што е одминато или на тоа што сега ќе го произведиш? Иначе не би го работел овај занат ако не се радувам на тоа што ќе го создадам, што ќе го направам. Имат работјаки што те занесуваат, не сеќаш ни студ, ни мраз и крајниот исход дават некоја подруга сатисфикација. Си порадостен сигурно. Одека во твојот дуќан човек кој ќе влези може со право да констатира дека твојот дуќан е еден мал етно музеј. Овде имат старини кои што се стари и повеќе векови. Што се овде може човек да види? Старината не изгледуваат. Старината остануваат. Само може да испадне прашината која што ги засрнуваат нашите корени. Со тоа се занимавам уште како пред 3-40 години, како ерген, како во работата. Прибирав све што ќе најав нешто старина, ги прибирав, ме влечеше таа старина. Ама еве сега, пошто идет овде, све то го натрупав. Имам и дома, имам и овде, имам... И сам не знам колку имат од тие старини, а имат доста кои што се стари работјаки, кои што су ги спасувал од индустриализацијата. Трпезни столчина, мали столчина кои што се користеле за седење околу трпезата, за вечера, за ручек, и се изработени исклучиво само со тесла, од едно дрво и бушени со цврдел. Ги имам повеќе модели тука, поголеми и помали. Ова столица е берберска столица. Овдека, во времето, пред 100-200 години, на овој берберски стол седеле домајчините, и младите, и старите, а пред се беќарите армасани за на свадба, да ги обричат, да ги острижат и да му ја накондисаат невестата. Која што таа невеста ниту ја видел, ниту ја познал, ама, кои ќе засвирале гајдите, зубните, тапаните, кои ќе му ја облечеле невестата на коњ и кои ќе му кажале дека ти носиме мома убава невеста и кои ќе го напиеле малце дете раки, каршија била таа овај бакалницата, си ја бенисувал момата, невестата и Господ им дарувал беричјат и деца не по едно, не по две, по 6-7. Овде имаме еден берберски стол кој што датира и тоа од старо време. На него се бричеле, шишале, почишувале татко ми, прататко ми, предедо ми, предедовти, пред сите тие и требат уште малку да се тапацират, да се дотерат и да изгледат исто како што бил. Имам пушка која што е стара од 1885 година. Имам пушка од
пред Илинденското востание. Најверојатно е и учесник во Илинденското востание, затоа што е најдена во една зидина во селото Сушица. Имам амерички рачни бормашини кои што се пред 300 години. Имам еден стар експонат кој што го набавив од Црна Гора. Работевме тамо на една куќа и беше ова во еден војни магазин во Црна Гора. Ни го дадоа да го употребиме и го забораја надвор, ја го прибрав, никој не го побара и отаде го носе во торбица. Е америчка производството е америчко, а уште е во функција. Имам исто таму стари работи кои што се употребувале за домаќинството, за орала, имам плугови, имам рала, имам разбои, имат, еве као што имат и од дрвенарија, црепни, вршници, каци, имат и стари алати кои што се користеле во дрвенаријата, како што се ѓулови, рендина, шестари, кои што се стари со векови назад. И сите тие ги некако ги одржувам, ги заштитувам од забот на времето да останат баре. Ама ќе остане тука, нема каде, нема овде вака, немаме музеј, немаме кај да се. Па мислат нешто сега да прават некој етно, ако е, тогаш ќе некој од ними ќе баре ќе влезат во таа збирка. Сега ќе ви покажам дел од тие работи кои што сум ги збирал со децении наназад. Имат што се сите потекнуваат од нашето поднебие, од нашето порече. Овие се стари тоарки за вода носење. Матарки ги викаат и се користеле за исклучиво за одизвор да се донесат за дома. Ова е една од помалите. Еве имаме и поголема исто такви кои што имат и поголеми кои што се носеле на магаре, на коњ. Ова е еве една од лулките кои што ги користеле за малите деца. Ова е кобел кој што се користел за млеко, за мозење за мозење млеко од овци, од крави, од. Сега имам уште едно посебни исто артефакти кои што се од подруг вид него што беа овие досега. Во овај дел на оваа просторија имам исто така повеќе експонати. Ги имам тие стари пили кои што беа пред тоа, ги имам узенгиите кои што се од различни форми и големини, а исто така имам и гребни кои што се влачела волната. И исто така помали гребни. Тука имаме и пиралката која што била неопходна за домаќинките, за перење на лиштата по бунарите, по изворите. Имаме и инка за преточување на
вода во овие дрвените работи кои што беа за вода. Ова е првата пумпа која што била за точење на нафта и бензин во Македонски Брод. Тука имаме срп, лајца и јаремот. Тоа е јаремот кој што се два вола, два коња, го водат плугот кој што треба да изорат браздата во нивата. Овде е од таа урката што рековме за предење на ги имат во различни форми. Ги имаме еве ова која што треба да се обнови, имаме вакви, имат со 3 заба, ги имат повеќе видат. Кој како што нашол и се снашол во природата. Исто и овде има неколку експонати кои што се, ова е чутура која што е од Првата светска војна, од многу стара, и пишуват и годината да некаде 12-та. Тука на зидот имаме една пила која што е доста стара, се употребувала со векови наназад. И за неа требало ептен голема сила, многу голема сила, не? И најмногу тие викаат дека бичкиџиите најмногу јаделе, затоа што имале потреба од јадењето за да може да оборат еден столетен даб, една костен кој што се со огромни димензии. Да, исто така овде имам работи, експонати кои што се поврзани со бродов, старина, која што е некој вид и историја за бродот. Ова е мастилница која што е користел првиот градоначалник, што е Микаље Јосифовиќ од Македонски Брод. Има и една исто така перодршка изработена од истиот мермер, ама најверојатно е затурена, негде не може. Ова е мастило кое што се турало во мастилницата, овде имат отвор кај што мастилото и со перодршката за ги имаме и оригиналното мастило кое што се турат и се од него се после пишувањето со перодршката и тоа мастило, ова е за упијање на мастилото, да кој ќе се затворите ратка да немаат да не може да се размачкат мастилото. Овде имам исто така фењери кои што се користеле за одење до стоката, за одење на вечер, немале светла, немале видело, ова им било основното за да имат исто така горе и ламби кои што биле за осветлување во просториите кај што живееле, со под ними учеле, под ними везеле. Ова е едно од најстарите алатки кои што се за отварање навој во дрво. Македонија е земја на недопрени и нечепнати убавини. Областа Порече е еден од можеби од најпасивните региони, меѓутоа со волшебна природа. Прекрасните, би рекол, селски кујчи, изградени во убав стил, со високи и пространи чардаци, така речи, веќе зјаат празни,
со исклучок на некои од тие куќи каде што можете да сретнете по некој старец или старица кои што со тажен поглед ги испраќаат ретките минувачи. Порече има своја историја, има своје богато минато. Цивилизацијата се уште не успеала да навлезе овде и да ги протне, би рекол, своите урбани ногти. Морам да кажам дека денес имаме ние во селата порушени и напуштени кујчи, имаме напуштени непрегледни имоти и гробишта зараснати во трење и трева. Во овие прекрасни кујчи некогаш живееле вистински домајчини кои што се грижеле за кујчите, живееле во време кога се живеело, би рекол така, безгрижен живот. Може би тогаш се живеел еден скромен, но сепак среќен живот. Значи, битката за македонските села, па и во тие македонски села нели спаѓаат и овие села во Поречијата, не е загубена. Меѓутоа, за запирање на процесот на изумирање на овие рурални подрачја, потребна е една организирана, една координирана и една синхронизирана акција на многу фактори и чинители во оваа земја.